Во студиото на Здраво Македонија, по 9 часот, се дружиме со Изет Меджити, градоначалник на општина Чаир и ко-лидер на новата партија Влен. Цветанка Штериова Бурзаска, лиценциран психолог и гешталт психотерапевт. И пеачката Марија Спасовска. Друштво ќе ни прави и Антонија Велковски, магистар по нутриционизам, кој ќе ни подготви медитеранска салата со киноа. Останете со нас до 11 часот. 9 часот и 12 минути. Ве поздравувам по овој дел од емисијата сите вие кои што подоцна се вклучувате на програмата на Канал 5 и се разбира ќе ве поканам да останете со нас до самиот крај, да го проследите сето она кое што ни следува со гостите кои што пред малку уште еднаш ви ги најавивме. Но во овој дел домаќинки ќе ви бидеме јас и Милена. Милена, добро утро. Добро утро од Цеце, добро утро за нашите гледачи. Драго ми е што денеска сме заедно. Да, ќе имаме навистина интересно друштво. Моментално сме женска екипа тука на големата маса. Така. Антонио ќе го видиме за кратко, ќе ни се придружи, ќе ни направи нешто вкусно и здраво, што е најважно. А по 10 часот ќе ни се придружи уште еден гостин, но за тоа малку подоцна ќе ги отвориме темите кои што ги имаме со нашите две денешни гости. Да, рековме прво со жените да почнеме, знаете 4 жени на маса да се изнакажеме се што имаме, па после со мажите ќе продолжиме. Им посакаме уште еднаш топло добро дојдете. Веднаш до мене е Цветанка Штериова Бурзевска, која што е лиценциран психолог и гешталт психотерапевт. Добро утро и добро ден дојдовте. Добро утро, добро ве најдов. Благодарам на поканата и баш ми е драго што ќе бидам дел од денешната емисија со вас. За жал или за среќа, често имаме теми кои што треба да ги опфатиме со психолозите. Овој пат ќе зборуваме за булингот, за врсничкото насилство, сето она кое што за жал е активно изминатиот период, но секогаш се добре дојдени вашите совети. Така е. Навистина е баш ми е жал што во последно време навистина е актуелна таа тема. Ја има се почесто и бидејќи работам и со деца, со адолесценти, со возрастни, навистина која ќе ми дојдат баш тој период од 10 до 12 години малку е по обемен, по захтевен за работа и навистина има повеќе случаи за кои што треба да се зборува гласно. Да, интересно е што во вашата работа ги опфаќате сите можни аспекти, значи и родителите, и децата, и верувам работите со стручни лица, со наставници кои што често и не знаат како треба да се постават во одредени ситуации, но за тоа ќе зборуваме во текот на емисијата. Веднаш до вас ни е Марија Спасовска. Добро утро и добро ни дојде. Добро ве најдов. Многу ми е драго што сум тука повторно со вас. Многу ми е драго што ќе имаме убави теми за разговор. И се надам дека гледачите ќе си поминат убаво, дека ќе се расонат и дека утринскиот глас со текот на времето ќе стане нормален. Супер звучиш. Да, добре. Се распева кола по пат дека доаѓа. Се распева. Да, видов нешто дека објави не стигна да имам што, ама ако си распеана, сигурно ќе имаме време во емисијата и нешто да ни запееш ако си расположена. Зашто да не, за песна секогаш сум расположена. Добро, речен, отцавајле. Да, многу често се случува некој пак може или во вториот дел малку нели да помине. Така што супер, добар одговор. Јасно, точен песна одговор. не кажувам, не посебно некога е нешто убаво и нешто што ми исполнува. Да. Имаше ти убав повод за кој што си денеска во нашето студио, тоа е твојот нов албум. Вадиш една по една песна, досега извади две, баш вчера знам дека извади Јас би те љубела. Јас би те љубела. Така е, претходно Седатив, песна која што веќе се врти на нашата плейлиста. Да, постојано си ја пуштаме, мислам не само таа сите твои песни, ние сме навистина поддржувачи на македонска музика и артисти кои што сакаат да создаваат и да останат кај нас. Многу ми е драго и за Седатив навистина добив прекрасни коментари, така што ето ми значи и тоа што дел од вашата плейлиста. Се надам и Јас би те љубела исто така дека ќе влезе во срцето. Ќе додадеме утре, вчера извади, чекај. Да, добре. Супер. Да. Интересно е тоа што си на релација Скопје Солун постојано, таму студираш ако не се лажам. Утрово дојде директно од Солун или вчера дојде или како ти е темпото од периодот? Да, темпото на живот е многу бурно, брзо. Темпераментно, меѓутоа исполнето постојано со секојдневни ситуации поврзани од приватниот живот и од овој јавен живот што го создавам за години некако веќе и едно ми е станато се. Скопје Солун патувам на 4-5 дена. Воглавно сум за викенди тука, таму сум преку недела затоа што имам задолжителни предавања. А и да не ми беа задолжителни, ја ќе си одам редовно зашто така малку сум. Не сакам да пропуштам што ќе се каже сето тоа. Да. Ето останав сега малку подолго од 2 недели во Солун, имав некои испити, некои проекти што требаше да ги завршам. Искрено мора да се стабилизирам малку со темпото и затоа што едноставно тука
се случија многу големи работи во однос на кариерата и морав малку да ги смирам страстите и да ги соземам сите впечатоци и да сватам што се случи, за да имам нова енергија да продолжиме со уште побрзо темпо во однос на објавата на наредните песни. Така да еве, одам после во студио, да работуваме, средуваме Браво. и така. Имаш само 20 години. Сега тоа ќе речем, да. А толку работиш, албум, нови песни, во исто време и студираш. Навистина е за поздрав. Секоја чест за тебе, за твоите родители кои што те воспитале да бидеш таква, но за жал од друга страна пак Цветанка, имаме млади луѓе кои што одат по погрешниот пат и прават некои работи кои што ја згрозуваат јавноста, како на што за жал изминатите денови го гледаме и слушаме, но не е само тоа, години наназад. Млади луѓе, помлади и од Марија, кои што се насилници, кои што наштетуваат на другите, па постојано лепдат оние прашања како едно дете, кое што не се родило такво, со текот на годините, од 12, 13, 14 па и нагоре, станува насилник и наштетува на некој, па и ете, не само детето, туку и родителите настрадуваат, затоа што тие ќе си лежат во затвор, ќе плаќаат казни и така натаму. Сносат одговорност. Да. Да, знаеме дека, нели, децата не се раѓаат злобни, децата немаат баш се чисти невини души, меѓутоа насилството е симптом, а не карактерна особина пред се. Најчесто е симптом за нешто што се случува внатре во домот, симптом што се случува во социјалната околина, односно на училиште, надвор од училиште, нешто што ги мачи. Меѓутоа немаат безбеден простор, немаат каде да се искажат, немаат на кого да се искажат. Најчесто се работи за одредена траума. Пример, доколку едно дете расте во еден семеен систем каде што постојано има викотници, постојано има понижување, омаловажувања, ти не си способен, ти си смотан, ти си глупав, тебе не те бива за ништо, или пак од друга страна може да биде ако е па под постојан притисок од типот на мораш да бидеш најдобар, мораш да учиш, пошто утре нема ништо да бидеш, нема да те биде. И тоа може да доведе, бидејќи тие чувства кои што се создаваат кај дете во развој, каде што 10, 11, 12 години невропластичноста е, значи, и се бараат, си го бараат идентитетот, се бараат за што се способни, пробуваат разноразни работи, па пробуваат манипулација. Многу често знаат да дојдат и да ми кажат, многу ми е интересна манипулацијата. Ме познаш кога те манипулирам? Не. Стварно? Меѓутоа не можеш да ја покажеш специфични се за работа. Од друга страна, социјалната средина каде што се почесто и почесто се делат во групи, се почесто и почесто не се прифаќаат едни со други. Ти не ми одговараш, па ти немаш таков телефон како ја што имам, па ти немаш ова, немаш тоа. И да не ги зборам социјалните мрежи, затоа што и оние навистина си земаат голем замав. Дали сметаш дека треба да се ограничи? Да. Под 16 години да не можат да имаат социјални мрежи? Да, сметам дека треба да се ограничат. Сметам дека треба да се ограничи времето поминато на телефон, на телевизор, затоа што сето тоа, поготово на дете во развој, гледаат како се однесуваат. Да. И не знаеме ни ние што ќе прифатат, ако им дадеме се на послужавник, што се вели народски кажано, нели? Да, и затоа навистина треба овде треба баш соработка помеѓу родители, училишта, наставници така натаму, за да може да го лоцираме проблемот каде е. И доколку, како што сега беше, нели, предходно случаевите, не само тој ги има, еве Савајле прочитав еден, постојано ги има. Колку само не се зборуваат и се прикријаат и се ставаат под тепих, тоа е веќе друга тема на разговор. Меѓутоа, навистина, има стручни служби во училиштата кои што постојат. Тие стручни служби се таму за децата, не само еден психолог на 1000 и кусур деца. Минимум 20-3 за да може да ги обслужат, пошто се повеќе имаат потреба. Да, но извинете, само ќе се надоврзам. Порано во мое време, не така одамно, некако родителите имаа многу голем, односно не нема авторитет, меѓутоа наставниците и психолозите и стручниот тим во училиштето беше тој кој што има приоритет. Точно. Не можеше да дојде родител и да каже, ова е моје дете, треба така и така. Точно. Денеска некако се изместени сите тие работи, колку мислите дека има поврзаност сето тоа? Па има, затоа што на наставниците им ги земаа сите алатки за воспитување.
Не смеш да викаш, не смеш ова, не смеш да го скараш се полеко и тоа се е окей. Ете така. Значи Сега училишната неодамна култура имаше во аеродром во едно училиште, ајде нема да го споменувам, иако знам кој е, каде што родител нападна наставничка. Да. Значи децата како деца едно се однесува дома, друго се однесува надвор. И надвор, да. Значи ми се случило и мене да ми каже, знаете, ова направи, тоа направи, кечам добро. И морам прво да ја испрашам и втората страна. Да. Значи, ќе слушнам нивната, меѓутоа ќе седнам дома и ќе прашам, ајде те молам, објасни ми од почеток до крај што се случи. Многу ми интересира да те слушнам и тебе. И многу често, и како родител, се среќавам, например, кога ќе отидам во училиште, ќе ми ја кажат само таа страна и ќе прашам, добро, вие го прашавте зошто го направи тоа, пример, зошто го скина учебникот, ве прашавте што го потикна за да скина. Па не, он е таков. Не можете таков одговор да ми дадете. Да. Значи, ако има една страна, или пак децата ми кажа, многу деца се, не сакам ништо да се разбереме погрешно, меѓутоа, во еден конфликт секогаш има две страни. И во овој имате жртва, имате насилник. Насилникот испитуваме што се случува, после идеме со психолошка диагностика, пошто се вклучуваат повеќе служби, да видиме да нема случајно некој развиток на патологија, меѓутоа тоа е преку тестирања, или пак само се должи на одредена средина во која што функционира детето или на одредена траума низ која што поминат. Затоа што еден ваков настан не е само тие две деца да се погодени се сите кои што го виделе тоа. И тука веќе треба да се работи и работилници, едукација со тие деца. Не само со овие деца. Да, тоа сакам да прашам, па ќе продолжиме со Марија. Еден е водич на групата, но што е со сите оние останати, во каква средина растат или само се лесно подводливи, за каков тип на деца станува збор? Тоа се години каде што сите сакаат да се покажат колку се мокни, колку се силни. И знаете, има деца кои што ќе кажат, ако ти го направиш тоа и тоа, ќе бидеш дел од нашата група. Да. И сега они го прават тоа. Така е. И тоа се веќе послушноста. Сакам да бидам дел од таа на припадност, без разлика дали е тоа позитивно или негативно. Потребата за Припадност, за присутност, за прифаќање, да ме прифатат, ќе направам се само за да бидам дел од таа група. И навистина тука е потребно и дома како родители да им објасниме дека во ред ако во моментов не се согласуваш со одредени дечиња од клас, од школа, еве одиме на други активности, па таму ќе си најдеш, па малце ќе пораснете, пак имате други видови на интереси, значи се сеќавам јас кога сум била дете, сум почнала со една група на деца, од второ, трето, така некако и ми се сменила таа група на деца до основа. се менувала секако. И друго нешто што имам приметено, не знам тука, например, јас дека имам завршено надвор од Скопје, кај нас ги мешаа паралелките. Од градинка во прво ќе ги измешаат тие што се. Од пето оделение, не бевме од пето, од пето пак ќе ги измешаат од прво до четврто. Ќе направат фактички од еден пример, од прво оделение кој има 4 паралелки, во пето ќе ги измешаат тие 4, да не бидат истите деца, И тука беше многу добро. Затоа што ти идеш и викаш, го знам бе, се дружев со тоа дете од друг клас. Само со него ќе седиш. Степенот на булинг беше понизок затоа што ти го ги ставиш од прво до девето, децата веќе се учат кој до кај може, кои карактеристики ги има, на кој може да му направи нешто, на кој не може, кој е попуслив, кој не е. Да. А вака кој ќе ги измешаш им треба година, 2-3 за да ги научат кој каде што може и кој ќе се научат веќе завршуваат идат средно. Да, интересен пристап. Некако гледам дека сега имам друг страна родителите, ама ќе ги разбиш од другарките. Тука пак се прават компромиси. Значи, му објаснуваш, има дружба и после училиште, не можеш да ги заштитиш затоа што утре ќе дојдат средно, ќе бидат измешани, таму ќе им биде потешко. Вака во средно кога ќе дојдат веќе се навикнати дека се мешаат и полесно создаваат познанство и веќе тој јас имам, немам го нема. Затоа што утре имаш нова работа, нови луѓе, но не идеш. Може би ќе замине во странство, ќе се пресели така не идеш од прво до крај на живот се едни исти луѓе, туку постојано менуваш. Убаво е кога ќе ги научиш. Така, ќе ги научиш од мали дека адаптација, да, меѓутоа адаптација од мали нози учиш. Постепено. На 4 години. Еви Марија направи адаптација во Солун. Сигурно на почетокот ти недостасувале некои, другарки, но си создаде нови таму пријателства, верувам. Мојата адаптација многу лесно течеше, морам да признам. И не знам, јас имав перспективата на моето преселување беше не дека јас оставам сега тука нешто, сега мене тука животот ќе ми запре, јас ставам пресек, ќе ми фали животот. Апсолутно
само ги отворив некако хоризонтите за нешто поубаво и буквално тоа го чувствувам. Ги чувствувам сите убавени од новите познанства таму, меѓутоа И од морето убавините исто така верувам дека ги чувствуваш. а сите оние луѓе кои што треба да се дел од мојот живот и покрај далечината се уште се дел од мојот живот и тоа е исто така дури и показател дека тие луѓе се навистина Вредни да бидат дел од да твојот бидат од мојот живот. Точно, токму тоа. Затоа што низ годините луѓето праќаат низ филтри кои што и ние самите ги наметнуваме, меѓутоа и ситуациите животни кои што ни идат ги наметнуваат и сваќаме во кој период од животот кои луѓе ни се потребни, кои луѓе се тука само за да бидат лекција, кои луѓе се тука за да бидат цел живот со нас. Така што промената на средината за мене беше само добитна во секој аспект и да, навистина некои луѓе не се веќе дел од моето секојдневие. Ете, средно училиште заврши, се прават нови пријателства на факултет и сето тоа стои. Меѓутоа тие што навистина ме сакале како Марија личноста, а не само Марија во средно во четврта еден Корчаген, значи тие се тука секако. Така што едноставно Браво. треба да смениме перспективата на нешто. А види како стигнала тако замени политичар што ќе пристигне за неколку минути, не се шегувам, ама многу убаво зборуваш, мислам и во да, и во други интервјуа те гледам каде што те фалат и се срамат колегите твои од тоа како они не знаат да се изразат како тебе. Колку си паметна, колку си елоквентна и колку едуцирана, апсолутно, да, навистина браво. Имаш 20 години, јас се зачудив кога ни кажа пред да почнеме точно колку години имаш, бидејќи делуваш многу зрело. Не заради изгледот, да. Да, не le сватиш погрешно. Мислам старо, туку мислам зрело. Да, сериозно. вообичаено дури не знам, за изгледот некој ми вика дека личам и помлада доста, а додека да прозборам, после тоа и го менуваат мислењето. Ти не кажувај, кој како сака нека се важно, мисли. битна е емотивната зрелост кај сите луѓе. Мислам дека емотивната зрелост и емоционалната интелигенција кај мене почна да се развива од многу мали нозе со оглед на тоа што бев ставена пред очите на јавноста од доста мали нозе, меѓутоа и не застанав со едноставно инвестирање во мојата едукација, во себе пронаоѓање и кога ќе расчистиш некои прашања кои што нели секој човек ги има за самиот себе, веќе се е полесно и од тука кога ќе тргнеме да дознаваме што повеќе аспекти страни на светот, самото тоа ете наше досие, наша датотека се надополнува со секој ново искуство. Да, многу интересно, многу убаво кажано и верувам дека иако имаш само 20 години, си имала доста животни ситуации кои што те инспирирале да бидеш автор на твојот прв солистички албум, бидејќи ти стоиш како автор, се подпишуваш. Да. Сподели ни малку повеќе. Па авторството е дел од мене од доста помали нозе. Некаде од прилика 2021 би рекла. Додуше, јас многу порано почнав да пишувам и текстови и ета дури на евровизиската песна си имав направено и свој текст, друг различен од онаа верзија што ја пеам и што тогаш од тие 13 години и помала почнав да пишувам и така натаму. И кога тие некои ствари што ги правам и музиката која што подоцна почнав да ја создавам беше препознаена од ете наши продуценти, например Дарко со кој што соработував за евровизиската песна. Едноставно ми даде некако ветер во грб тоа се да видам јас каде се наоѓам во тој свет на авторството и дали навистина имам потенцијал или тоа е само едно хоби кое што ќе замине за многу брзо. Тоа не замина, тоа стана во еден момент единственото нешто што ме радува, што ме исполнува, нешто што е навистина присутно постојано кај мене. Стана албум. И стана албум, да. Имам јас баш да се зафркавам постојано со мојот круг дека јас ако навистина треба да ги убавам сите песни, не едно 7-8 албуми требаше да дадеш да певам, меѓутоа нема толку и ниту ресурси, ниту публиката може да ги восприеме сите тие песни од еднашка, ако нека треба да им се даде во време. фиока. Ама да, седи тоа во фиока и се чека нели време. Вистински момент како и едноставно и своето созревање го гледам преку тие песни затоа што и творечката мисла се менува со текот на времето, многу нормално. Па и ние го гледаме. Од темперамент песната до сега што пееш различно? Така е, навистина е така. Иако темперамент може има 3 години поминато, веќе да.
Сега Драго таа ми прва е ми што текна има зашто промена. и Да. преска спомена нешто Да. таков ми е темпераментот, вика мајте од каде излегла песната, ама си зборев само со себе. Да. Иако морам да признам, еве може ќе ве прекинам, треба да продолжите со друго прашање, меѓутоа темпераментот многу го имам подсмирано последниве месеци. Па да речем, седатив, затоа година. седатив, А, мора да милена, се не, темперамент на седатив, тоа е целта. Така. Ќе продолжиме да зборуваме за музика, за врсничко насилство, можеби ќе не споделиш и ти некој искуство или барем еве вака нешто паметно да кажеш ти да слушнат твоите врсници. Но накратко само ќе појдам до кујната каде што ни пристигна Антонио Велковски, да видиме што ќе ни подготви тој ова утро. Да ни подготви појадок, ние сите Нешто за гладни јадење. сме дошли тука. Добро утро Антонио, добро дојдовте. Здраво и добро ве најдов. Најпрво ви благодарам што прифативте да дојдете во полниот ден со обврски во петок, кога ве поканивме денеска да ни готвите, рековте морали петок, па петок еве да направиме некој предлог храна за викенд за нашите гледачи кои што можеби се уште не знаат што да прават. Па повелете, што ќе ни правите денеска? Ќе правиме ајде да речеме медитеранска пролетна салата, зошто? Затоа што ќе имаме доста зеленчук што веќе почнува да го има повеќе на пазарите, нели, и цените веќе се прифатливи. Да. Доста боја ми се допаѓа Така, тоа не е најбитното. Да. Доста кога има многу бои, значи има многу антиоксиданси, значи има многу хранливи материи во таа комбинација. Ама нели нема да останеме само на зеленчук, треба со нешто да го збогатиме за да не засити. Да не држи. Да не држи, да. А за викенд никој не сака нешто многу да готви, па еве брзински нека биде рецептов. Прво да одиме со зеленчукот, еве ќе почнам од краставицата. Овие се многу карактеристични нели за овој период зеленчуци, посебно нели кога ги правиме оние пролетно-летни салати. И ќе ја искомбинирам со останатите состојки. Доста е добар зеленчукот, нели ни дава доста не само минерали и витамини, туку и волумен на храната, поради тоа што содржи многу вода, посебно краставицата. Едно време беа и доста популарни, мислам дека на интернет тврдењата дека краставицата нема калории, повеќе троши калории за дигестија отколку што ние внесуваме калории, што искрено не е баш точно, меѓутоа еве тука некаде блиску сме со тие ставови затоа што е полна со Тоа вода. е свежа домашна, баш цело студио за мириса на краставица. Да, баш убаво мириси. Мене ме зачуди за овој период така добро миризлива краставица ретко се наоѓа. Пиперка, моето милен зеленчук. Пиперка може. Да, пиперка може да додадеме. Пиперката е одличен извор на С витамин, дури можеби содржи повеќе од лимон. После ќе додадам нели наот и киноа кои што се богати со железо, мака што железото од растителните продукти малку потешко го искористува организмот, па треба да му помогнеме. Еве С витаминот е тој кој што ќе да се абсорбира. Да. Научивме и ние од вас нутриционистите по некој збор. Да, мора да се научат тие основни правила затоа што денеска многу постојат на интернет погрешни ставови како се комбинира храната, односно повеќе митови, а тие што се вистинските комбинации некако не се нагласуваат, што се вистински корисни, нели, и докажано корисни. Така што еве, затоа би сакал и да ги нагласам. Добра. Црвената пиперка обично содржи повеќе С витамин од црвената, зелената мислам од црвената, меѓутоа не значи дека не може да се заменат, нели, во оваа салата. Кој како си сака, дури по-благ вкус ќе даде таа комбинација. Последни се доматите, одличен извор на ликопен. Доматите овој период да се искористат колку што е можно повеќе. Сега има често пати дискусии дали се подобри динстани или свежи. Јас би рекол комбинација, затоа што ликопенот нели подобро се искористува кога се издинстани, на пример во доматен сос. Меѓутоа, на пример С витаминот доста се губи на тој начин, па комбинацијата секогаш е најбитна, да не одиме во некои екстреми. Ќе ставам уште еден домат за да ни даде биде пошарено. Да, да биде пошарено, да ни даде поубава боја, па баш за тоа во комбинација, да не се изгуби нели во другиве состојки. Добро. Антонио, јас ќе ве оставам да ни подготвите оваа салата. Нешто пред крајот ќе дојдеме уште еднаш да ни подобјасните што се вклучивте во неа. Ние ќе се вратиме со останатите гости. Бидете така. Може. Таман ќе ни подготви нешто, како што кажав, да пробаме. Секогаш кога станува зборците за зеленчук, јас барем сум. Мислам дека сите тука што сме и треба да убаво си кажа
Антонио, дека треба да правиме комбинација, посебно во овој период и пролет, променливо време, имунитет знае да падне. Еве ние нешто сме научиле од гостите кои што ни доаѓаат тука. Да сериозно, сакаш, не сакаш? Да. Месо, малку повеќе зеленчук. Дај ми Марија кажа дека си внимава доста. Пред да влизаме во студио, кажа дека внимаваш на изгледот. Доста внимавам, не толку на изгледот, морам да признам, не Односно толку на исхраната, ама на мојата тој момент. енергија, на тоа како се чувствувам, не знам, кога знам дека сум јадела денеска салата и кога ќе го споредам чувството кога сум јадела некоја нездрава храна, не е веројатна разлика. Значи, и навистина имам отренато шекер целосно од моето секојдневие од исхраната, само природен брекуваш ја и гледам што повеќе да се базира исхраната на храна, нели зеленчук, нешто што не е преработено. Така што тоа ми влија многу на расположението, не само на изгледот, на едноставно енергијата. Дефинитивно Да. така. Но кога ќе си забележиш дека нешто ти прави подобро, ќе си го практикуваш. Така е, така е. Супер, уште јас да се научам да се тргнам од благото. Јас јадам и овошје, ама и благо, на недобро благо. Сигурно Антонио ќе се согласи дека не е забрането да јадеме благо, ама мора и овошје да се јаде. Добро, зависи колку јадеме благо, Антонио, нели? Не сум за преголеми ограничувања, ама еве да речеме некој 80% ако ни е добра исхраната, па останатото може да биде за додаток нешто од оние вообичаени намирници. Да си јадеме овошје и зеленчук, па и да каснеме после нешто што не е баш Така, пребарачливо. затоа велам балансот е најважен. Така е. Ќе направиме Така е. баланс. Добро, сакам Цветанка да ја прашам, бидејќи веќе зборувавме за насилството во училиштето, како треба да се однесуваме, но многу клучна алка во цел тој синџир се родителите. Колку често доаѓате во судир со некои одлуки и мислења на родителите, кои што тие сметаат дека се правилни, а вие согледувате дека не се баш така. Бидејќи родителите, некогаш кога станува збор за нивните деца, ненамерно се слепи, ајде ако можам така да се изразам, и не ја гледаат ситуацијата каква што вистински е. Реалноста, да. Еве, јас сум родител. Презаштитнички настроени Точно. некако, да. И јас сум родител, можеби јас некогаш не сум ја видела ситуацијата, иако моите се уште е мали, но годините брзо поминуваат. Можеби јас, не да Боже, нема да видам некогаш ситуацијата како што е. Како ги решавате проблемите со нив, со родителите? Барем кај мене кога доаѓаат родителите се доста разбрани, значи доаѓаат затоа што навистина виделе дека има одреден проблем и виделе дека им треба стручна помош. Најчесто со нив сум искрена, доколку детектирам дека проблемот е кај нив во нивното воспитувањето, во однесувањето повеќе би било тук. Значи, затоа што како родители знаеме понекогаш и да претераме и да прегориме, нешто друго да имаш сосема на ум и од тогаш што момент детето да има потреба и наместо да го ставиш него и да слушнеш, да застанеш, ти ставаш твоја потреба. Меѓутоа, од друга страна, многу е кога ќе кажам дека слушате увид ваков и ваков проблем, можеби е подобро и вие да поработите на себе си, чисто за да вашата емоционална регулација малку да видите кај сте, да видите со вашите емоции, да видите вашето ове мачи, пошто како возрастни имаме еден куп работи низ кои што поминуваме и предизвици, да не створа, едноставно повеќето од нив се одлучуваат да видат што се случува. И искрена да бидам, не сум до сега имала проблеми со родители каде што ќе дојдат и ќе ме напаѓаат или ќе го напаѓаат детето или не знам како, туку се баш загрижени дека нешто се случува. Најчесто мислат дека тоа е од надвор, дека од социјал, дека не е дома, меѓутоа обично посочувам. Ова го прави, значи се однесува пример пркосно, пошто во последен момент како што гледам, некако секако може грубо ќе звучи ова што ќе се изразам, ама како потерк одат со однесувањето. Поготово 10, 11, 12, буквално како потерк. Еден како ќе почне, тераат сите така. Барем тие кај мене што доаѓаат. Како да е напишано со скрипта. И најчесто излегува потреба за внимание од дома од едниот родител. Зборам или од мајка или од татко. Се случува девојчињата да не ги сакаат машките и да бегаат затоа што има потреба за внимание од страна на таткото. Потоа се случува да влегуваат у конфликт со девојчиња, да стануваат психичко насилство врз девојчиња да прават со тоа што имаат конфликт со мајката, затоа што мајката е тука, ама не е тука. Она иде на работа, доаѓа, преспива, ама седи само половина час. Како си добро, аха, окей, добро, и после имаш
го имаш, значи Нема никаква емотивна поврзаност и подлабоки разговори со детето. и не може едноставно има потреба, а дете како дете никош нема да дојде да ти каже, слушај мама имам потреба со тебе да излезам. Да. Чека друг да каже затоа што мама секогаш е манифестира, зафатена веројатно, и така натам. Или тато, обратно. И кога тоа ќе го посочам, кога ќе почне малце повеќе едниот родител да обрнува внимание, да излегува, да посветува внимание, тоа веќе се стишува. И обратно, понекогаш на пример и двајцата родители се отсутни. Или има уште едно дете, кратка разлика или па голема разлика, на пример. Моево има, кај мене се 6 години разлика едно до друго. И кога се роди помалото и сите, нели, као помалото. И сега ти како мајка викаш, чекај малку, сега овоја го изгледав 6 години, беше само за него, сега малку ќе се посветам на него, сакам исто да го изгледам. А му тој момент го запоставуваш првото. Така. И тука едноставно се враќаш назад. Така, јас ќе да не останам покусот се Да, да видам што прави Антонио. Да видиме оваа тоалета, успат. Да видиме до каде, бидејќи ми се чини дека е при крај. Да, при крај само мислам дека требаше Ти цела подлабок сад. телевизија ќе ја најадеш, Антонио, браво, лауда ти е. Со количина, само требаше поголем сад да земам некако, дека мислам дека нема да дојде до израз целата мешавина. И се сеќавам, ти цело време имаше една камера тука, како ги додаваше со супер, стојките, да. си беше снимено, видено, така што нашите гледачи точно знаат. Додадовме наут, Да, киноа. наут, киноа, ја варев 2:1, како што вариме шпагети, например. Во загреана вода, 10 минути... Јас памтам на децата кога им правев на почетокот, Да. кога почна да јадат, точно знам како и киноа и амарант. Да, се јас знам подготвува. дека на луѓе многу има проблем, им се раскашавува киноата, па тоа е најдобар рецепт, значи само 10 минути и ништо повеќе. Додадов и црвен кромит, дели, за поубава боја овде и уште на крај може да додадам и фета сирење, Супер. може да се додаде и некоја попротеинска урда, например, кој како си сака во оваа комбинација. И уште на крај ќе направиме и прелив, нели салата. Не додадов никаде сол, може оригано малку да се додаде, баш да бидат медитерански вкусови, нели? Сол не додадов никаде затоа што еве ќе додадеме и маслинки, имаме и сирење. Супер. Значи ги додаваме имаме маслинки и маслинки, фета сирење и сега ќе направам уште прелив со масло и сок од лимон, може малку и сем да се Одлично. додаде и тоа е тоа од салатата. ти благодарам, Антонио, многу. Ќе ја видим уште еднаш и после рекламите, но толку ни е времето, нели да ги испочитуваме и нашите пријатели, гледаме реклами па се враќаме назад во студио.